Ги трампаат за, што за материјални богатства, бришат пријатели и така натаму. Во зоната на политиката, но тоа не е тема на оваа емисија. Мене ми се чини дека е едно пренесување на реалноста со буквално сите елементи и секој може својата реалност таму да ја изгради како што сака. Или има игри за социјализација, има можност да постави фотографии, видеа, има можност да напише текст, има можност во последно време гледам дека доста ставаат поезија, се изразуваат луѓето. Има луѓе кои што веројатно никогаш нема да објават книга или пак во реалноста многу далеку биле од тоа да станат поети, но таму се пробуваат и можат да видат како ќе реагираат луѓето на нивните да се охрабрат. Да. Така што практично ми се чини дека тоа е една многу широка платформа во која што вие можете своји афинитети да ги наредите како коцки, да ги наредите во една пирамида како што на вас ќе ви одговара. Добро, да го погледнеме и вториот прилог кој што го подготви Маја Баталевска. Ставот на Маја е дека со интернет сите конечно можеме да бидеме граѓани на светот, а нет генерацијата е најпаметната генерација досега. Еве ги незините аргументи. Кога би можела да постои територијално неомеѓена, бескрајно моќна и изворедно флексибилна држава од 130 милиони жители, кои со невидена леснотија комуницираат меѓусобно на 6 континенти. Тогаш таа држава во реалноста не би се разликувала многу од она што денес во виртуелниот свет е Facebook. Прва работа што ја правам наутро е да отворам имејл. Да отворам Facebook. Да, мој е профилот на Facebook и меѓу другото го направив за да спречам некој друг да направи во мое име. Веќе нема во светот кој не користи Facebook. Прво нешто што прашуваш е не иде веќе дај ми го твојот телефон, него викаш дај ми го твојот Facebook ID. Технолошките татковци на денешнината ни дадоа изворедно моќна алатка со која ги надоместуваме просторните и временски ограничувања наметнати од ултрабрзото секојдневие, со што многукратно ни го зголемија аголот на гледање. Јас сум, например, благодарен што постојат тие комуникацијски алатки, затоа што мене Например, еве денеска бев во можност да контактирам со мои колеги од цел регион. И можам да замислам како ќе беше ако ја денеска требаше да напишам писмо, тоа во пошта да го испратам, па тоа да стигне. Веројатно за еден одговор, едно мое прашање, еден мини одговор, веројатно ќе требаше еден месец. За прв пат имам прилика некои фотографии на мои заборавени другари да ги видам, да видам дека добиле деца, дека се венчале. И тука има некој предност. Со нив можеби би го изгубила контактот, да не ми е оваа нова форма на комуникација. Бројките од 4,1 милиарда аплодирани фотографии на Facebook или 30 милиони луѓе од 150 индустрии колку што професионално поврзува LinkedIn демонстрираат растечка моќ која веќе не може да се игнорира. Постои еден феномен со појавата на така наречениот Web 2.0, кој што до некаде според некои го загрозува монополот на мејнстрим медиумите во однос на информирањето. Значи тука спаѓаат блоговите, тука спаѓаат овие социјални мрежи и така натаму. Бевме конкретни сведоци, не знам, во некој случај кога имавме, не знам, например, она фамозно организирање на емисија во МТВ која требаше да гостува премиерот и така натаму, мислам, се отворија некои приказни токму во овие алтернативни медиуми. Освен нова медиумска демократија, овие мрежи донесоа и неограничени бизнис можности за компаниите и адвертајзерите. Во Македонија, конкретно Facebook, има премногу корисници кои што се чисто за приватно поле, ама ти ако тебе се пријатели, тие ги знаеш, тие луѓе можеш многу повеќе да го издействаш маркетингот за ич пари. Очигледно иднината пристигна преку мониторите на нашите компјутери, но таа донеси и недоверба и страф дека човекот станува роб на новата технологија. Кога се појавила телевизијата, постоел истиот страф.
од тоа дали големиот брат не набљудува, дали тоа сатанска алатка која што не заробува нас и која што ни го заробува умот. Дилемата околу Фејсбукот или било што друго од тој тип на современи комуникацијски алатки е исто како, например, со атомската енергија, дали треба да ја има или не. Се разбира дека атомската енергија треба да постои и се разбира дека не треба да се користи за атомска бомба со која се уништува човештвото. Напротив, да се стави во функција на негов развој. Сепак, скептиците на новите технологии му припишуваат уште еден греб – асоциализација и оддалечување на човекот од реалните контакти со другите луѓе. Тој тип на отидување ми се случува. Само причината не е Facebook. Мислам дека сигналот за тоа отидување, резултат на тоа отидување, меѓу другото е и Facebook. Ако може да му се верува на Дон Тапскот, човекот што во 1997 го измисли терминот нет генерација, интерактивната комуникација преку интернет го стимулира и развива мозокот. Тоа ја прави нет генерацијата најпаметна досега. Најсилните изненадувачки пораки за поддршка сум ги добила од многу албанки и албанци. Да не зборувам и за другите помали етнички групи, и мислам дека на тој начин новите можеби технологии ги прескокнуваат некои од старите бариери. Доволен е само еден клик. Информацијата се претвара во магнетен импулс што елегантно струи преку границите, заобиколувајќи ги и за миг стигнува до огромен број луѓе. Конечно, сите можеме да бидеме граѓани на светот. Се враќаме во студиото, можевте да забележите, разговараме за современите интернет мрежи за социализација. Овој пат, професоре, вие имате реплика, на тоа што го слушате. Како што Филип имаше пред малку. Нет генерацијата е најпаметна генерација. Тоа не е точно. Затоа што не можете вие памета да ја мерите според она што ви е достапно како знаење, туку она што вие можете да го примите како знаење. А второ и дури и да е најпаметна, тоа не значи дека е најдобра. А пак уште помалку значи дека е социализирана. Вие можете да бидете најпаметен и сите знаеме и од животот. Судбината на најпаметните е некако да бидат осамени и изолирани. Или апропо ова што сега го дискутираме, вие можете да имате 4000 пријатели и еве преку Facebook, но можете да се наоѓате и меѓу 4000 луѓе на една, да речеме, трибина на градски стадион, а пак да бидете најосамениот човек на светот. Јас таму ги поставувам работите. Значи, не е за мене Фејсбукот виновен, ни за отуѓување, тој на некој начин дури е и некој лажен илјач за таа отуѓеност. Вистински илјач ќе биде за оние кои знаат да го користат. Цело време тука се обидувам да ја најдам таа рамнотежа. А инаку што се однесува до ова исто, дека дојде иднината, дека со едно копче добивате се. Не добивате. Немојте да се лажете. Ова ми личи на топ шоп. Со само 5 минути дневно вежбање на оваа справа ќе имате мускули, а слика на некој што тренира бодибилдинг од 7 година. Да не наседнуваме на тие работи. Едно копче не може вас да ви го промени животот. Вам може да ви донесе информации. Вие од тие 4000 пријатели може би имате и потенцијален најдобар пријател. Ама пак мора да се сретнете со него. Така. Добро.